Министерот Османи не се појави во судница да даде исказ за случајот против него за навреда и клевета. Тужбата ја поднесе Бил Николов како претседател на организацијата Македонско меѓународно движење за човекови права од Канада и самата организација. Османи во изјава во ноември минатата година искажал понижувачко мислење, повредувајќи ја честа и угледот на тожителите, нарекувајќи ги сомнителни луѓе со антидржавни ставови. Министерот е во Братислава на безбедносниот форум Глобсек, па за одбраната тие се оправдани причини зошто е спречен да дојде. Сметаме дека од објективни причини тужениот не беше присутен. Ова од причина што истиот е присутен на меѓудржавна конференција за наредното закажано рочиште, истиот ќе биде присутен. Впрочем, тоа е и наша заложба, бидејќи на наш предлог е негово сослушување, а сето тоа е во интерес на објективно утврдување на фактите. Тужителите побараа од судот ако Османи не може да присуствува со време да ги извести. Извинувањето кое писмено го побараа се уште не го добиле од министерот. Доколку за следното рочиште има оправдана причина, на време тоа да се извести, да се среди така или да кажат термин кога е министерот овде, не е проблем тоа да се реши. Така, дали во меѓувреме стигне извинувањето кое писмено го барат од министерот? До сега нема никакво извинување. Бујар Османи наместо да ги помага потикнал и на тамошни повреди на непризнатото македонско малцинство во Бугарија, сметаат основачите на македонскиот клуб во Благоевград. Тужителите сметаат дека е недозволиво Османи да се впушта во давање коментари од омаловажувачки карактер и да навредува. Изјавата не омаловажувала, ниту имало намера за тоа, тврди адвокатот на Османи. Инаку во ноември лани Османи тврдеше дека сомнителните финансиери од Канада на 5000 километри оддалеченост не можеле да знаат подобро за ситуацијата тука. Според зборовите на министерот, оние кои го финансирале клубот, Македонско здружение од Канада, имале ставови спротивни на стратешките цели на државата. Сослушувањето на Османи наредно е закажано за во септември.